Драги ученици, добар ден. Јас сум Билјана Тинтовска, професор по македонски јазик и литература во Средното општинско училиште Ѓорче Петров во Прилеп. Наставната единица преглед на развитокот на македонскиот гласовен и граматички систем од темата историскиот развиток на македонскиот јазик. Ќе работиме со мене. На првиот слайд ја имате суштината на лекцијата, која што се однесува на губење на падежните форми кај именските зборови и промените во глаголскиот систем. Пред да преминеме кон анализа на наставната единица, најпрвен да се подсетиме. Сите знаете дека првата словенска азбука е глаголицата. Таа е составена од 38 букви, од кои што 11 означувале самогласки, а 27 останатите се согласки. Творец на глаголицата е Свети Константин или Кирил Философ, а во тоа му помогнал и неговиот брат Свети Методи. Тоа се нашите просветители словенски. Глаголицата е официјално писмо на црковнословенскиот јазик, на кој светите браќа ги превеле сите богослужбени книги. Пред да преминеме на разгледување на развитокот на гласовниот и граматичкиот систем во македонскиот јазик, ќе се осврнеме на некои податоци од претходната наставна единица, а така што јас би ве замолила да размислите околу одговорите на прашањата откако ќе изслушате оваа презентација или ако ја запрете, во кое семејство јазици спаѓа македонскиот јазик. Второто прашање е што проучува историјата на македонскиот јазик. Третото прашање е како се формирал македонскиот јазик. И четвртото, за време на Втората светска војна, каква писмена активност се развила во Македонија. Денешната наставна единица е поделена во два сегмента. Првиот се однесува на прегледот на развитокот на македонскиот гласовен систем. Како што веќе спомнавме, старословенскиот јазик, чија стандардна форма е црковнословенскиот јазик, се состоел од 11 самогласки и тие се разликувале според местото на образување, значи дали се образуваат во предниот или задниот ред на устната празнина, потоа според висината на изговорот, така што постоеле 5 степени на изговор, и според должината на изговарањето. Како што гледате, самата поделба на самогласките во старословенскиот и црковнословенскиот јазик е покомплицирана од денешната. Развојот на нашиот вокален систем до доаѓањето до овој степен што сега ние го користиме, поминал низ неколку фази. Најзначајни се следниве. Првата фаза е обележана со губењето на така наречените ерови, тоа се полугласови, односно со нивното претворање во вокали или уште стручно се нарекува во лингвистиката нивно вокализирање. Полугласот големо ер или јор, како што ви е означено со црвено овој знак, се изговарал како темно о, некаде како глас помеѓу о и а. Така што тука ги добиваме тие два гласа. Полугласот мало ер или јер, означен како во црвеното обележје, се изговарал како темно е. Во втората фаза се случува промена на носните самогласки. Таа се одвивала најдоцна до 12-тиот век, историски. Гласовите што ви се овдека наведени се трансформирале во и, во а, во е и широко е. И така низ историјата, низ вековите, бидејќи јазикот е процес во развој, и тој секогаш се развива според потребите на современото живење. Денешниот
наш вокален систем го сочинуваат самогласките А, Е, И, О, У. Значи од 11 останале 5 самогласки во нашиот вокален или самогласнички систем. Исто така имаме трансформација во системот на согласки или во нашиот стари јазик, така наречен консонантски систем. Според старословенскиот јазик, согласките биле поделени на експлозивни, фрикативни, априкати, стонанти и полувокали. Во секоја од тие поделби ви се точно означени кои согласки паѓаат. Согласките во нашиот стари јазик биле поделени според принципите на звучност и мекост. По звучност се разликувале парови на звучни и беззвучни согласки, а по мекост се разликувале парови на меки и тврди согласки. Промените во системот на согласките се однесуваат на зацврстување на односот по звучност и постепено губење на односот по мекост, односно се пројавил стремеж за затврднување на меките консонанти. Тоа значи дека во современиот македонски јазик согласките се делат само по звучност. Вториот сегмент на денешната наставна единица се состои во преглед на промените што настанале во граматичкиот систем на македонскиот јазик. Во текот на историскиот развој и граматичкиот систем се изменил во голема мера. Тој процес бил постепен и се следи од најстарите македонски ракописи. Анализата се врши преку нив. Старословенскиот јазик имал богата промена и кај именските зборови и кај глаголите. По својата природа, старословенскиот јазик бил синтетичен, тоест службата на именските зборови во реченицата се изразувала со падежни форми, што е случај денес со српскиот, рускиот и други јазици. Во современиот македонски јазик, падежните значења не се искажуваат со падежни наставки, туку ние денес користиме состави кои вклучуваат предлози и именки. Тоа значи дека денес, по својата природа, македонскиот јазик е аналитичен. Во старословенскиот јазик се користеле следниве падежни форми. Номинатив, тоа е падеж на подметот, тоест со него се означувал подметот. Генитив е падеж што изразува или искажува посвојност. Датив е падеж што обележува намена за кого или за што се однесува дејството. Дативот е индиректен предмет. Акузативот е директен предмет во реченицата, всушност го покажува времето или местото на дејството, посочува. Инструменталот означува средство или орудие со кое се врши дејството. Тој може да има и временско значење, да означува мерка и место. Вокативот не е член на реченицата, затоа што не обележува никаков граматички однос. Тој е еден вид извик, со него се повикува, или да ја појасниме поентата на вокативот, тоа е падежот на обраќање. Во нашиот современ јазик ние имаме остатоци од вокативната форма, кога се обраќаме по име, го користиме вокативот. Или пак кога некому или на нешто се обраќаме, повикуваме. И последниот падеж е локативот, што означува место и време на дејството. Овие падежи се употребувале со и без предлози, па поради тоа губеле својата вредност, а со тоа заекнувала и функцијата на предлозите.
Во современиот јазик се случуваат и промени кај придавките и глаголите во однос на нашиот стар јазик. Знаете вие дека придавките се именски зборови, бидејќи ги следат истите граматички категории на именките, тие се нивни придружници. Придавките се менувале по падежи како и именките во нашиот стар јазик. Разликувале три родови, а компарацијата се образувала на синтетички начин, со наставка, која се додавала на придавката. Исто така, и глаголите претрпеле промени. Глаголите во старословенскиот јазик разликувале прости и сложени глаголски форми. Од простите се употребувале инфинитив, презент, имперфект и аорист. Со губење на инфинитивот се јавиле новите глаголски конструкции со помошните глаголи сум и имам. Пример, сум дојден и имам дојдено, што ние денеска ги користиме во изразувањето. Уште еднаш да резимираме на крајот на оваа наставна единица дека старословенската азбука прва е глаголицата, која што се состојала од 38 букви, од кои 11 биле самогласки, 27 согласки. По низа промени дошло до редуцирање на самогласките и денес имаме само 5 промените што ние ги разгледавме претходно во првиот дел од наставната единица. Промени исто така се случуваат и кај согласките и македонскиот јазик, отфрлувајќи ги употребите на падежните форми, всушност по својата природа станува аналитичен јазик. Промените исто така ги зафатиле според тоа и именките, и придавките, и заменките и глаголите. На крајот на нашата наставна единица за вас следуваат задачи и прашања. Под број 1 имате задача која што ќе ја реализирате врз основа на вежбата што ви е дадена во учебникот на страна 10, каде што, разгледувајќи ги примерите што ви се дадени напишани на стариот јазик и преводите потоа од современиот јазик, да извршите споредба на старословенскиот јазик со современиот, да ја забележите разлика. Другите прашања од второто до петтото би ве замолила да ги одговорите во тетрадките, колку самогласки разликува стариот јазик, колку самогласки денес има македонскиот јазик, според користењето на падежните форми од каква природа е старословенскиот, од каква македонскиот јазик и на што се однесуваат промените во консонантскиот систем. Ви благодарам, до следно слушање.